Të nderuar të pranisha, počituvani organizatori, i nderuar kryetari i Parlamentit të Republikës Maqedonisë së Veriut, të nderuar dy zëvendës kryeministra, ministri, dvajca vicepremieri, ministri, zamjenici ministri, pratenici diplomatski od KOR, počituvani gosti, dame i gospoda. Welcome to our today. На Охридскиот рамковен договор. Вечер вас сме собрани овде во срцето на Скопје покрај камениот мост кој се наоѓа тука. Мост кој со векови поврзува брегови, луѓе, истории и поврзува патишта. И токму овде, покрај овој символ на поврзувањето, одбележуваме договор кој веќе четвртина век е дел од современата историја на нашата земја. Vërtet marrëveshja e Ohrit u arrit në kushte të vështira dhe me shumë vështirësi. Por sot të gjithë jemi dakord se ajo e lehtësoi funksionimin e shtetit tonë. Andaj nashata raznolikost da je pretvorime во наша предност и во енергија за развој. Затоа со животот не значи само да живееме едни покрај други, туку и едни со други и едни за други. Вистинскиот соживот значи заедно да градиме и заедно да ја преземеме одговорноста. Заедно да им се радуваме на успесите и заедно да ги споделуваме потешкотиите. Оно што Скопје го прави различно од многу останати градови, тоа е начинот на кој што ние растевме, начинот на кој што се надевам и новите генерации ќе растат. Денеска одбележуваме еден датум од нашата понова историја, 25 години од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, години каде што конфликтот чукаше на врата и каде што државата онаква каква што ја имаме денес можеше да биде изгубена. Без неја еше опасност од таа криза, а мораме да се навратиме дека тоа беа времења кога и одредени наши соседи сака и да се прелее конфликтот тука, сака и да се случат одредени работи кои што можеби и нив политички би им конвенирале. Таа политичка генерација тогаш го избра разумот и мора да им се честита за таа работа. Се обединија и власт и опозиција, тогашната владеачка политичка структура, тогаш владата беше составена од ВМРО-ДПМН и од Демократската партија на албанците, седна заедно со опозицијата, со СДСМ и со ПДП, заедно со тогашниот председател Трајковски и се стрдната помош на меѓународната заедница, на која што сакам особено да се заблагодарам. Години каде што конфликтот чукаше на врата и каде што државата онаква каква што ја имаме денес можеше да биде изгубена. Без неја еше опасност од таа криза, а мораме да се навратиме дека тоа беа времења кога и одредени наши соседи сака и да се прелее конфликтот тука, сака и да се случат одредени работи кои што можеби и нив политички би им конвенирале. Таа политичка генерација тогаш го избра разумот и мора да им се честита за таа работа. Се обединија и власт и опозиција, тогашната владеачка политичка структура, тогаш владата беше составена од ВМРО-ДПМН и од Демократската партија на албанците, седна заедно со опозицијата, со СДСМ и со ПДП, заедно со тогашниот председател Трајковски и се стрдната помош на меѓународната заедница, на која што сакам особено да се заблагодарам. Një marrëveshje, por si ditën kur Atveu ynë tregoi edhe një herë se kur historia vendos përballë një zgjedhje të vështirë, ai ditë zgjedh të ardhmë